Колега Далибор, дефиниции за буџет од 14 различни учебници нема да ја подобрат сликата кај граѓаните на Република Македонија во однос на вашите политики. Граѓаните повеќе не сакаат дефиниции, не сакаат ветувања, не сакаат партикули ке. Сакаат пракса, сакаат реалност, сакаат проекти. Сакаат зборот да биде збор, а не секоја буква лага. Верувајте ми на ова што ви го кажувам. И искрено да ми одговорите во контрарепликата. Посрекни сте кога од оваа говорница ќе изговорите Северна Република Македонија со акцент на првиот слог? Што толку ви исполнува Северна Република Македонија? Зошто? Која е казната ако речите Република Македонија? Граѓаните не сакаат да ја слушаат тоа име. Верувајте ми, за воиднина. Да ве подсетам. Со презентирање на дефиниции, без конкретни капитални проекти да ги наброите овдека, вие оставате сомнеш дека тие 4 милиарди евра за 2020 година ќе ги испокрадете. До денар. Се ќе биде испокрадено. А парите каде се? Парите се во некоја тарба, во некоја торба, од скап светски бренд. Вложувате во човечки капитал. Не, колега Далибор, не вложувате во човечки капитал. Вие вложувате само во фризерки, кои што ќе бидат под државна капа и да земаат 40.000 денари плата. Ако сте вложувале во човечки капитал, тогаш ќе излезете надвор со учениците, со студентите, како тоа што го правевте во 2016 година, кога со маски се шетавте на пресконференции. А денеска знаете што викаат децата надвор? Каде се тие лицемерите што не лажеа пред 2 години дека ќе го решат проблемот со загадувањето? Тоа е разликата меѓу Социјалдемократскиот сојуз тогаш и сега. Децата надвор сакаат поддршка. Затоа што последиците од загадениот воздух не се рефлектираат само на една политичка партија. Сите го дишеме заеднички воздухот. Ама буквално сите. И во Скопје, и во Кичево, и во Прилеп. Ама вие не правите ништо. Вие вработивте 4 оджачари. Тоа е вашиот проект со кој што ги лажите граѓаните дека ќе го решите проблемот. Верувајте ми, ова што ви го кажуваме гласот на народот. Нема социјална група која што е задоволна од вашите политики. Нема доктор што е задоволен од вас. Нема пензионер што е задоволен од вас. Нема професор кој што не е задоволен и кој што не вели каде се ветените колективни договори каде што основицата на плата на наставник и на професор ќе биде 36.000 денари. Граѓаните не ги интересираат памфлети. Граѓаните не ги интересираат скапи спотови кои што ги вртите по телевизиите да му кажувате колку убаво живеат. Граѓаните се мачат да преживеат со оваа влада. Но во сето лошо има едно добро. Ова завршува за 100 дена. После следува ребаланс и после следува корекција на сето она што сте го направиле катастрофално досега. Благодарам. Контрареплика пратеникот Богдановски Далибор.